Neposredno pred zemljotresot, kamerata go zategna pandilo po неговото ателје пред сликата Смртта на Кузмана, инспирирана од поемата на Глигор Прличев Сердарот. Доаѓенот на македонското сликарство беше се уште полн со волја за работа. Под неговата палета боите се сложуваа во живи и стегнати потези, полни со некоја мудра одмереност и цврстина. Пред нашите очи се создаваше од топлото јадро на боите светот на древната легенда и на еден одминат живот. Зад него тогаш веќе стоеше долг животен пат, 40 годишни уметнички напори и еден доследно остварен и стилски хомоген опус. Роден во село Тресонче во близина на Дебар 1898 година, Пандилов води потекло од семејство што дало многумина зографи, што ги украсувале со својата рака црквите долж целиот Балкан. Пандилов во известна смисла ја продолжува традицијата на своето семејство и на својот роден крај, но и раскинува со неа. Место самоукото продолжување на непишаните правила на црквеното сликарство, Пандилов се запишува на Ликовна академија. Помеѓу овој миг во ателјето и неговите почетоци, стојат годините во кои Пандилов студира во Софија, ја отвора својата прва самостојна изложба во Скопје 1926 година, заминува за кратко во Париз, предава по школите, учествува во формирање на новите генерации на ликовните уметници и слика. Неговите први почетоци се уште се под знакот на зоографската традиција. Младиот академски сликар не можеше да живее од својата уметност и тој прифаќа заедно со својот стрико да ја ислика црквата во селото Бедиње кај Куманово. Но расчекорот е веднаш видлив. Додека одеждите на светците настанати под палетата на неговиот стрико се само наивно сватена византиска еднодимензионалност, главите на светците што ги има сликано младиот Пандилов се сликани со модулацијата на светло-темно во реалистички стил. И раскинувањето е неминовно. Пандилов ги остава фреските и се свртува кон темите што ги нуди животот. Со тој гест македонското сликарство конечно станува световно, а изворот на тие нови теми е старата чаршија во Скопје, незиниот питорескен мал живот, незиното шаренило и забрзаност.
Svejedno, da li go slika svoj strikozograf ili se lankite što nosac svoj proizvodi za napazar, Pandilov uspjeva da go prenese objektot na platnoto kako odnos na svetlo i temno, da go eliminira fabularnoto, se da svede na likovni elementi. Novo negovoto slikarstvo sepak ima nešto od vremetovo koje što živeše. Go prepoznava me to a vreme vo nekoj gest, vo specifičnosta na naslikanite likovi, vo mentalitet od što izbiva od nivniot izraz. Pandilov, evo slikarstvo to sin na svoje to podnebje. Impresionist, poveke so instikto todo što so ubeduvanje to, ovoj slikar dava sekogaš niz negovite platna da se počustuva deka slikal pod toploto nebo na Makedonija, vo bleskavata poplava na svetlinata, vo žeškata treska na avgustot, vo blizina na južnite jezera. Nikade ne je razigrana negovata paleta kako vo slikite na žetvata, kade se treperivo iskrestate žeština na letoto, kade se razgoruva i se plamnuva vo avgustovski od požarna bojite. Na neboto na negovite platna sekogaš plade je pladne. Ovoj vljubenik na svetlinata, gostava pejsažot na semoćnata vlas na sonceto. I po ta svetlina što pagja od vžarenoto nebo se odviva mako trpnijot obretna žetvata, rabotata na vršidbata se pretvora vo drama. Čoveško to lice je samo damka, ostanuvat samo negovite race, da i se sprotivstavat na sudbinata. Sončevo to pladne na žitnite polinja, to a dolgo veše centralen motiv po slikarstvo to na Pandilov. Vo slikite na toj period, ovoj umetnik je dal slikate na svoje to podnebje, dramata na čovečkata rabota vonego, dramatikata na klimatski to odnosi i čovečkite sudbini pod negovo to sonce. Svetlinata, koje što sekogaš beše lajt motiv na negovo to slikarstvo, ja dostignuva tuka svoja ta kulminacija. Cvrsta reči si dopirljiva, ta si istura od site tije sliki, zračejki so neboto i sobojite na Makedonija.
Последната негова фаза ја карактеризираат вариациите на тема железнички станици. Низ оваа содржина се откриваат подлабоки мотиви, доаѓање и заминување, мотиви на почнување и на завршеток. Со нив, еден значаен и плоден сликар неочекувано и трагично го заврши својот долгогодишен опус.